Na glavni štab na Makedonija, na ovo mesto je formirana 5. narodno-oslobodilačka divizija na Makedonija. Za formiranje na ova divizija беше како езгро 4. македонска бригада, која преди датата на формирањето действуваше на оваа територија, почевши од Штип па се до границата Југословенско-бугарска. Покрај тоа, со големиот прилив на доброволци од Штипско, Кочанско, Беровско, Делчовско, Радовишко, потоа Виничко и другите места кои беа собрани во базата на 4-та македонска бригада на местноста Бел Камен. Тргна на 15 и 16 септември 1944 година по косите на Плячковица, почевши од Бел Камен преко Асанли, Паруца и се спуштеа по долините кон село Митрашинци. На 17 септември 1904 година со песна и радост, боси голи, дојдовме на оваа ливада, се построихме во вид на кара, од која од 4-та бригада и придоста ново луштво се формира 50-та дивизија во состав 4-та македонска, 13-та и 14-та македонска ударна бригада. 7-ми батальон и 5-ти батальон има за задаток да постава заседа у местноста Исти Бања. Тоа е овде од заседата овој реон е од оние куќички, црвени куќички, па десното крило на заседата е овдека. По доваѓањето у оваа местност, Исти Бања, на левата страна 5-ти батальон завзеде положај, а одма до 5-ти батальон, 1-ва и 2-га чета, 7-ми батальон исто така завзедоа положај. Додека 3-ќа чета од 7-ми батальон беше хитно испратена за Кочани, дека се водеше борба као појачање на 6-ти батальон. Ние по доаѓањето у оваа местност, борците завзедоа положаи и до 13:30 часот не се деси ништо нарочно. Околу ручок добија борците храна од оближните села, леп и сирење. У 13:30 часот извидницата јави дека иде една колона, моторизована колона од кон Калиманско поле. Тогај командата на батальонот издаде наредба да се оваа колона пушти да влезе у реонот на заседата. И кога незиното чело ќе дојде на десното крило на заседата, тогај едновремено да се отвори палба со целото расположиво оружје. Овде сакам да напомена и едно херојство за една наша другарка Дечка Тодорова од село Бегниште, Кавадарешко. Она беше комесарка на 3-та чета од 5-тиот батальон. Она, иако жена, млада девојка, разбира се, она беше претерано храбра. Она ги храбреше борците на 3-та чета. Она не знаеше страх. Она у покрет пукаше со автомат на германските ровови, односно бункери кои бе направени од камења.
Она викаше јуриш другари, напред другари, непријателот бега и остапува и така натаму. Другарката Дешка погина од непријателски куршум. Она беше погодена у левата страна, близу срцето. По 23 години, борците од 14-та младинска ударна бригада Димитар Влахов се среќаваат повторно на теренот, каде што стана бригада, каде што се борија. Може би нема сличен празник кој да е исполнет со таква возбуда со каква што е исполнета средбата на бившите партизани. Но денес ја се поинаку. Борците веќе не се младичи. Една река време истекла зад нив. Многу работи се измениле заедно со луѓето. Дојдоа нови времиња, со нови потреби и барања. Борците се препознаваат, се наоѓаат помеѓу себе, а тоа препознавање е рамно на едно големо откривање, не само на својот некогашен другар и соборец, туку на еден цел свој свет, единствен и неповторлив, исполнет со најубавото и најсветото што човек го носи во себе. Некогаш сите овие луѓе спиеле на една рогозина, јаделе од една иста чинија, се топлеле на едно исто сонце. Денес некои од нив се инженери и живеат во модерните градски неколкокатници. Други го поминуваат денот во фабричните хали, трети го ораат и го жнеат полето. Но сепак, спомените од деновите на борбата останале врз се и тие со магична сила ги наоѓаат најблиските, трајните, директни патишта што водат од човек до човек. Нашата засада успеа да ги упушти унатре. Само они кога видоа нашата маса партизани у Градец, они се врнаа назад и нашата засада не може да ги заустави, да ги уништожи. Они отидоа за урок 1 сат, германските камиони дојдоа у Виница. Ние земаме положај и сториме казаните, сите казани ги сториме и земаме положај од Лески па до Липец. Фанаме положај. Тука ние успеаме да ги победиме германците и да заробиме 7 души на чело со еден доктор германски. Дојдоме до Винички мост. Оттамо се повучиме. Вечерто дојдоме у Виница. Да дони по един леп. Ние постапиме на положај у 4,5 сат. Не, по пладнента. Приквечеринта беше... Имаше едно така брекченце пред Славонска Пожарна. Зад нас беше втора алтагриска, имаше една батерија од тешки минувачи со 120 мм калибар. И бе при помош. Така при помош. Цела вечер се јурише, имаше 2 бункера тамо на джедето, на самото джеде. Цела вечер се јурише, а пробојот стана беше зората. Може да спомнете кога ги хранахме тие германиците во радиостаницата Книженска имаше на горе на висината на Славонска Пожара. Всичко не може да се види, знаеш. Всичко не може да се види. Само знам јас дека напаѓаше Седма албанска беше позади така беше позади Пожига. Да. Напаѓаше тамо 14-та бригада напаѓаше, прва македонска, а 16-та Кумановска беше по джедето на Пакрац. Кога значи околу 10 сата или беше 10:30 беше кога почнаа германците нагло да се изтеглат за Пакрац. И имаше задача 16-та Кумановска, значи кога ќе дојде кога ќе навлезат дълбоко германците по джедето, тогава да отворат огин. Това беше дължина от 4 км. Па може, имаше сигурно и повече. Ние се наоѓавме во Владимирово.
Така да добивме задатак да ги нападнеме германците кои се беа укопале над Смојмирово. За тој напад имавме омладински батальон кој го сочинувавме претежно младинци од 16 до 17, највише 18 години. И сматравме да тоа као младинци ние бидеме во извидјачки вод. Почнавме да добивме задатак кој тргнавме во борба кон Смојмирово. Во нападо бевме изненадени. Германците се послужија уствари со една лукавост. Беа ископале ровови на една висорамнинка, на една равнина. Беа ископале ровови и во рововите има оставено ратен материјал. И ние мислевме дека германците се повлекле. Кога почнавме да напредуваме, бевме израдувани, мислевме дека германците ги се уплашиле и отстапиле. И полесно ќе завршиме со борбата, со задатак. Меѓутим, кога се приближивме, германците не открија и почнаа да фрлат ракети. Го осветлија целиот наш терен. Така да бевме изненадени, а и они видеа дека ние не сме баш многу надмощни од нив. И самите прв пат во моето борбено искуство доживев германците да излезат од рововите и да почнат да напаѓат на нас. Идејќи со Тимчо на рамо, он крвареше страшно многу, идејќи по долината најде Ацо Келкоцев, уствари. И кога виде дека јас го носам ранетиот другар, вика, остави го Тимчо, и Ацо Караманов е ранет. Ацо Караманов, не знам дали сте разбрали за него, дали сте чули за него. Тој е млад македонски поет. Беше ранет во коленото. Идејќи натаму, значи, борците се беа распрснале така да уопште сите се собиравме кои беа изгубиле врска со единицата. Наидовме на едно влакче од Радовишко негде, Штерио, по име Штерио. И на влакчето му рековме да го причува малку Тимчо, додека ние идеме да видиме што е со Ацо. Меѓутоа, Ацо не успеавме да го спасиме, германците го избодоа со ножови. Напаѓа, а они ние. Кога дојдовме до Ацо, почнавме да го влечеме, коленото му беше разбиено со думетак. И тоа страшно многу болеше и он не даваше да го извлечеме. Вика, гледайте, вие спасавајте се, да останете вие живи. Кога видовме дека не може он со ногата, многу викаше, ќе ни издаде, рековме да направиме едно провизорно носило од неговата шинела. Шинела носеше она ученичка, бугарска шинела. Провизорно носило како би го легнале да не го боли многу колено. Додека ние вадевме колци од една бавча таму од ограда, вадевме колци за носилото, германците дојдоа и почнаа да му викат партизан, солдат и почнаа да пукат у него да го убијат, да го сечат со бајонетите. Кој ме спасил мене? Кој ме спасил мене од тоа? Никој ништо не сум знаел од тоа ништо. Сите на здравот имате да пиете, да јадете. Да, бе, да. Не се плашите никој. На 40 години се сега, што ќе се плашат која ние сега настанемо напред? Кој ќе ни признае? Кој ќе ни признае? Никој не им признава. А дека таа златни нашите декса што се загинале таму, декса сега, декса тие. Не, декса тие. Тука на масата е лесно е на масата, ама декса тие нашите борци. Ги молам бившите хористи од бригадата да дојдат да испееме неколку партизански песми исто онака како што ги пеевме 944 и 45 година. Да ги евоцираме славните спомени на нашата бригада и на тој начин оваа вечер уште повеќе да ја увеличаме и на тој начин сите заеднички да се подсетиме на сето оно што не сврзуваше во најславните денови на нашата народно-ослободителна борба. Повелите, другари! Makedonija
и другарки, драги борци, од името на бригадата, од името на борците и раководителите, ќе поздрави другарот, комесарот на бригадата, Јане Тошо Атанасовски. Повелите, Тошо. Другарки и другари, преди се дозволите ми да ви честитам 23 годишнината од формирањето на 14-та младинска ударна народно-ослободителна бригада Димитар Влахов. Нашата револуција, другарки и другарки, е целина. Целина која чини sastavni дел на вооружената борба. Целина која чини, во која е вграден и делот наш во изградбата на нашата татковнина, и целина која исто така ќе се надогради на нашата поарна утрешнина, и не само поарна, него и посигурна утрешнина. Ние мораме да си го чествуваме нашето минало. Мораме да ги чествуваме нашите жртви што ги дадохме. Вистина, со слободата се ползуваат само оние што преживеа, али не треба да заборавиме оти зад нас, зад нашиот дълг борбен пат, за целата редица борби посејани се со коски на најарните синови и ќерки на нашата земја. Слава на падалите, другари и другарки! Слава! Таа чињеница не обврзува и денеска, и да ги чествуваме нив, и да го чествуваме делото за кое тие паднаа. Не обврзува тие жртви, тие губици не обврзуваат да никој пат веќе нема да дозволиме, и никој пат не треба да дозволиме, да и ние, додека сме во снага, додека ни се мишките јаки, и нашите помлади другарки и другарчиња, нашите идни поколења, да го земат овај аманет на себе и да не дозволат да се никој пат више врати, да се никој пат више не хара по оваа земја, да никој пат не се руши, да никој пат не се пали, и да секој кој и покуша биде още во почетокот казнет, затоа што ќе покуша да ја наруши нашата независност. Јас, отварајќи ова наша другарска средба и поздравувајќи вас, честитајќи ви од името на борците, честитам исто така овај празник и на целата Малешевија и на Источна Македонија. И предлагам да ние, собрани денеска, изгласаме и донесеме одлука да не само борците што паднаа од редовите на бригадата, него сите оние кои во контекстот на борбите на оваа бригада загинаа, и оние во Митрашинци, стрелани 40 души, и другите ги уврстиме, да ги признаеме како членови на нашата бригада, како членови на Народно-ослободителната војска на Македонија. Ако се слагате да го прихватиме овај предлог, сите загинати, без обзира дали биле војници, оние биле војници, ако не на нашата бригада, војници на нашата револуција. И затоа нашата бригада е само дел од општата наша револуција, и мислам дека на оваа територија на која делува, на која германците вршеа масакри, да ги признаеме сите губици, сите жртви како членови на нашата бригада. Ви честитам празникот и ве повикувам да кроз евоцирање на спомени, кроз епизоди, низ борбите, кроз и весели, да ги споменеме и губиците, и сето тоа да ја прославиме годишнината на нашата бригада. Благодарам. Другари и саборци, ова изгледнала слеска е врсник на нашето среќавање после 23 години. Чувана е као секоја драгоценност, затоа што во неја е содржана одредена драгоценна содржина од деновите кога нашата бригада војувала. Јас од тие сочувани документи би сакал да подсетам на одредени акции кои ги вршела бригадата на правците на своето движење. Сочувани се заповедите за нејзиното движење поправо
втората заповед веднаш по пробојот на Сремскиот фронт. Таа гласи вака: Полк број 9 од 14.4.45 година до штабот на 1, 2, 3 батальон и батеријата положај. Заповед: прво, денеска 14.4. ова година бригадата ќе продолжи своето настапување од град Винковци па на запад преку Ново село, Ново Микановци, Старо Микановци и последниот пункт Стриживојна, каде ќе добие заповед за дално дејство. Нашата бригада ќе се движи непосредно за втора бригада, со која да има стална веза. Лево од нас е прва бригада. Второ, ред на кретањето ќе биде 3 батальон предходница, 2 батальон батеријата, 1 батальон, штабот на бригадата и штабните единици, на крај бојната и трупната комора. 2 батальон да даде бочно осигурување. Трето, сите единици ќе си носат целокупно оружје, муниција и интенатурата. Саатот на тргнувањето ќе биде дополнително соопштен. Четврто, веза измеѓу батальоните и бригадата ќе биде радиовеза и сокуриди. Пето, батальоните да одредат единица за заштита од авиони. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Командант Димитар Мрљановски, начелник на штабот Евстати Тасковски. Политкомесар Тошо Атанасовски. Како поздрав на 14-та македонска ударна бригада, културно-уметничкото друштво Никола Вапцаров од Белово ќе се представи со една известна пригодна програма. На другиот ден, бившите борци од 14-та бригада се построја во селото Митрашинци, на истото место од каде што пред 23 години тргнаа во завршните борбени походи, така како што се сега овде, цврсто збиени еден до друг, другар до другар, борец до борец. Може би, многумина меѓу нив, во текот на изминатите 2 децении не се сретнале ниту еднаш. Може би и натаму веќе нема никогаш да се среќаваат, затоа што животните патишта ги водат на различни страни. Но овој празник и сето она што тој го символизира, ќе остане помеѓу борците на бригадата како голем, траен мост, што ќе ги врзува за секогаш. Луѓето сакаат да се сеќаваат на тоа што биле, затоа се и дојдени овде, од град и од село, од преку блиските планини, дојдени се со автомобили, на добиток или пеш, оставајќи својата секојдневна работа. А имали поверодостоен, повистински празник од сеќавањата, што зборуваат за она време кога човекот се давал себе си за доброто на другиот. Утре борците одново ќе се разотидат, ќе се растурат секој на своја страна, секој на своите грижи и се радости
потечението на сегашнината, но со уште еден спомен, со уште една возбуда во себе.